Civil Media. 2018 година како помина? Кои би беа вашите очекувања, а што всушност добивме на крајот на година? 2018 година беше успешна година за Екогелила, па и за подобрувањето на квалитетот на воздухот во Тетово. Сепак, значи, очекувањата беа многу поголеми од тоа и очекувавме дека ќе имаме уште подобри резултати, но сепак треба да сме задоволни со тоа што го добивме. Еве за прв пат ќе ги објавуваме, значи, просечните, значи годишен просек на ПМ10 честички во воздухот во Тетово, значи за 2018 година просечното загадување беше 49 микрограми ПМ10 честички во метар кубен воздух. Во споредба со 2017 61, 2016 97 и овие црни години кога Југором работеше непречено, значи секој ден, која беше над 150. Тога се 134, 146 и така натака. Ние очекувавме исто така дека во 2018 ќе имаме јавен превоз, но тоа не го добивме, значи општината не успеа да го организира јавниот превоз. Очекувавме почисти улици низ градот, кои што не ги добивме, значи жално е што не успеавме да видиме дека ќе има чистење на улици многу почесто, значи низ целиот град, не само низ главните булеварди. Очекувавме да видиме поголем прогрес со гасификацијата, процесот на гасифицирање на Полошкиот регион, кој исто така, значи, не го добивме. Не гледаме некои многу оптимистички резултати. Значи, имаше и некои други очекувања, но тоа што воздухот ни се подобри за неколку проценти, за нас е задоволно, значи да се каже како годината 2018 беше добра за нас. Кои се перспективите за 2019 година? Што очекувате вие? Па вака, значи за ова 49 микрограми да се намалат на 40 или на 30, треба домаќинствата да се греат на природен газ. Некои би кажале на струја. Струјата би го намалило загадувањето во Полошкиот регион во Тетово, но производството на струја во Македонија се врши преку работа на рек Битола и рек Осломеј, со што значи таму ќе се зголемува и битолчани ќе ја плаќаат таа скапа цена на нашиот комодитет тука. Затоа мислам дека во 2019 година треба да се работи многу поинтензивно за значи изградбата на мрежата на природен газ низ цела Македонија, а особено во Полошкиот регион. Затоа што е многу важно, значи, за да во следните неколку години имаме во нашите домови, значи, користиме природен газ за грејење во зимско време, а со тоа, значи, нема да има сеча на шуми за грејење, како што има сега, пошто некаде околу 90% од домаќинствата во Тетовско се греат на дрва или на такви, значи, материи. Уште ќе биде, значи, веруваме дека во 2019 ќе имаме јавен превоз, значи тоа е малку иронично да се каже за 2019 година, за град што нема јавен превоз, но навистина е многу важно да граѓаните можат да се движат без да имат потреба да ги користат нивните и така стари коли, значи многу стари коли кои загадуваат на големо. И веруваме дека, или очекуваме во 2019 година да видиме малку повеќе правна држава, со тоа што очекуваме дека некои загадувачи ќе плаќаат казни, некои од нив се надеваме ќе завршат и зад решетки, поради енормното загадување на воздухот што го прават. И затоа сакаме да видиме поголем успех не само за Екогелила, не само за граѓаните на Тетово, но за цела Македонија, значи во 2019 година да владее правната држава и да имаме подобри животни услови за сите нас. Civil Media.